дури понекогаш и намерното лошо интерпретирање на Охридскиот договор доведува до вакви сплетки како што е случајот со Скопје. Ако се знае дека албанците се сочинители со доволен процент во целата држава, тогаш во целата држава албанскиот јазик треба да е службен јазик и тука нема дискусија. Па не ќе мораме тогаш во Скопје да правиме секакви компромиси, еве да го набиеме тој фамозен 20% од дел од граѓаните за да имаме, да кажеме, ваква поделба на Скопје. Друго, град со 550.000 жители со ова организација, поделена на 10 општини, делува многу нехомогено. Едноставно тоа не може да се менаџира како што треба. Дали го чувствувате вие во вашата општина? Да, има и јас живеам во општина Аеродром. Малку, знаете, има општини каде што тоа помалку се чувствува, има општини каде што тоа повеќе се чувствува. Друго што сакам да кажем, значи една деформација реков носи друга деформација. Погледнете ја само општина Чаир. Општина со 3,5 километри квадратни, над 66.000 жители. Најгусто населена општина. Најгусто населена општина во Европа. Значи, и кога се правеле тие компромиси, тие се многу лошо направени. Значи, на штета на граѓаните, на штета на, ајде да не кажам, на некоја националност, но испаѓа дека тоа е така. Каде да се развие таа општина која е така поделена? За кривицата се знае. Каде е кривицата се знае кој тоа го направи, како е тоа поделено, но отом потом. Да не се враќаме, ние сега треба да го понудите решението на тоа. Јас сум роден скопјанец. Роден во еден од најстарите мала, Пајко мало. Значи, додека сега зборувам, јас ги слушам црквените камбани и езанот на оџата од џамиите. И јас ги слушам во Аеродром. Значи, јас сум израснал до Камениот мост, до Дауд Пашиниот амам, до Старата Скопска чаршија, Карши црквата Света Петка, тврдината Кале, од сегогаш ни го разубавуваше денот, секој сабајле во старата куќа. Така да, урбаното живење има посебен вкус. Скопје изгуби од аристократијата. Не можете вие да создадете метропола, да ја развиете таа метропола, а јадрото на Скопје да не ви функционира. Тоа значи дека секој влече во својата општина, тоа сакате да кажете, а јадрото... Не, сакам да кажам дека ако ние не размислуваме, не го сетиме тој дух на градско однесување, на градски манири, на аристократско однесување, не можеме да го развиеме Скопје. Вие видите само колку ние сме подзаборавени во некоја иднина која размислуваме, а забораваме за многу нешта богатства што ги располагаме. Јас во оваа прилика морам и монотонијата малце да ја разбијам, и за гледачите тоа е многу интересна случка. Кажете. Добро, тука сме сите горе-долу постари од 40 години, не знам за Лазе. Со исклучок на Лазе. Значи, од професорот Владо Ворошевич, почитуваниот професор Владо Ворошевич ме подсети за една случка што јас како дете сум ја слушнал, што се случило во Скопје, но тој не подсети во една прилика. Имено мајмунката од зоолошката градинка ја изгубила своето мало. И она бесна избегала од зоолошката градина и грамнала едно дете од паркот, од количка на некоја жена, мајка со количка. И се качила во едно дрво. Добро, случката све завршила среќно за мајката и за граѓаните. Мајмунката се спасле, ја смириле, но ние не знаеме кој е тоа дрво. Тоа дрво постои. Професорот ни каже дека е тука тоа дрво. Значи постои. Значи немаме сенс на... Сакате да кажете па и тоа да го заштитиме, да кажеме дека тука се случи. Да го заштитиме од тоа да се створи приказна вистинска, а не да створиме артифицијални приказни и спотови кои што се
знак прашалник дали има вистини во тоа. А ова ја што го зборувам се вистините. А Скопје има голема вистина, голема прошлост, многу богата прошлост. Значи, ние со руралниот менталитет, малце, не малце, туку многу го оштетивме Скопје. Оштетено, јас тоа го осеќам така, затоа што ден денеска делувам во дали може достоинството на Скопје да му се врати ако еве се направи нов закон за град Скопје? Па законот е една мерка. Но треба да се смени менталниот склоп на размислување, на мечтање за Скопје. Верувајте, еве јас и програмата на книгата, можам да кажем, да не кажем енциклопедија, на господинот Коце Трановски, вчера и денес успеав да дзирнам. Има многу работи, тоа е во ред, све е во ред, јас сум за тоа да се направи. Но каде ни е историјата, културата, каде ни е древното Скопје, каде е тоа што светот стварно го сака, го чувствува, дека го има кај нас, а ние не знаеме да го прикажеме. Ние нека имавме Европско првенство во ракомет, дадовме пари за таа сала, потрошивме милиони евра, таа стои затворена, ќе служи понекогаш за еве некој партиски митинг и така натака. Европско првенство за ракомет, во ракомет за жени, никој не ни дојде. Катастрофа. Тоа е голема катастрофа. Не успеавме ние да се прикажеме на светот. Сетете се само на Олимписките игри во Кина. И ако сите знаат, цел свет знае што е Кина, која е кинеската култура, они уште еднаш на светот им се потврдија кои се кинезите. Нивната цивилизација